Вистинската телевизија не би била вистинска доколку на неа не се емитува програма наречена Вистина е. Следува студиското издание на редовната рубрика Вистина е на Вистинска телевизија. Презентираме факти, статистики, аргументи и други вистини. Овој пат во потрага по вистината за влијанието на Европската унија врз животот на младите од Западен Балкан. Вистина е дека регионот на Западен Балкан е стратешки важен за Европската унија, како простор на историски, културни и економски врски со Европа. Вистина е дека овој регион опфаќа 6 земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија и Црна Гора. Вистина е дека процесот на интеграција на Западен Балкан во Европската унија започна со самитот во Солун во 2003 година, кога земјите добија јасна перспектива за членство. Вистина е дека овој процес беше условен со исполнување на строгите критериуми за стабилност, демократија, владење на правото и економски реформи. Вистина е дека Црна Гора и Србија се најнапредни во пристапните преговори, со отворени поглавја и значителен напредок во исполнувањето на реформските обврски. Вистина е дека Македонија и Албанија го започнаа својот пристапен процес во 2022 година, по долги години чекање поради блокади и политички предизвици. Вистина е дека Босна и Херцеговина се уште се наоѓа во раната фаза, со кандидатски статус добиен во 2022 година, а Косово продолжува да работи на зајакнување на својата меѓународна позиција и евроинтегративните процеси. Вистина е дека регионалната соработка, преку иницијативи како Отворен Балкан, се смета за клучна за забрзување на интеграцијата. Вистина е дека земјите од Западен Балкан се соочуваат со многу предизвици, вклучувајќи корупција, нерешени билатерални прашања и политичка нестабилност. Вистина е дека Европската унија вложува значителни средства преку инструментот за предпристапна помош за поддршка на реформите и инфраструктурата во регионот. Вистина е дека седиштето на Европската унија во Брисел игра клучна улога во водењето на овој процес, преку редовен диалог и мониторинг. Вистина е дека канцелариите на Европската унија во секоја од овие земји ги координираат активностите и даваат поддршка за исполнување на европските стандарди. Вистина е дека Македонија официјално станала кандидат за членство во Европската унија во 2005 година. Вистина е дека започнувањето на преговорите со Европската унија беше блокирано со години поради спорот со Грција околу името, кој беше решен со преспанскиот договор во 2018 година. Вистина е дека Бугарија постави дополнителни услови поврзани со историјата и јазикот, што предизвика нови пречки за евроинтеграциите на Македонија. Вистина е дека Македонија веќе има усогласено значителен дел од своето законодавство со правото на Европската унија, преку процесот на стабилизација и асоциација. Вистина е дека поддршката за членството во Европската унија меѓу македонските граѓани останува висока и покрај долгогодишните застои во процесот, а вистината за тоа како евроинтеграцијските процеси влијаат на меѓусебните односи на младите од земјите на Западен Балкан, ќе ја дознаеме од магистерот за евроинтеграција Драган Поповски. Здраво, Драган. Добре дојде. Ти благодарам на поканата. Прв пат сум во студиово, но тука ќе ги разјаснем многу работи за Европската унија и за младите во Македонија. Ајде да започнеме со почетокот, односно што представува евроинтеграцијскиот процес и кои се неговите главни цели? Уште од осамостојувањето на Република Македонија започнале евроинтегративните процеси. Во 1995 година е отворена првата канцеларија за врски, подоцна се преименува во делегација на Европска унија и всушност тогаш започнуваат првите контакти со Европската унија и нашето идно за членување кон ЕУ. Кои се првите клучни чекори што Македонија ги презема за влез во Европската унија? Нистегот на годините започнала со спроведување на реформи кои што ги налага европското законодавство, односно во Европската унија тој аки комунитет. Република Македонија доста добро се спроведува во спроведување, меѓутоа треба да се подобри во делот на пракса и спроведување на истите. Европската унија тоа го потпомага со програмите ИПА 1, ИПА 2 и во моментот е ИПА 3. И во меѓувреме исто е започната Националната конвенција на Европската унија, која што составена од експертски групи и тие го убрзуваат процесот кон идно за членување. Вистина е дека процесот на евроинтеграциите на Македонија започна уште во 1991 година со прогласувањето на независноста и стремежот на земјата да стане дел од европското семејство.
Вистина е дека првиот важен чекор беше подпишувањето на спогодбата за стабилизација и асоциација во 2001 година, со што Македонија стана прва земја од Западен Балкан што го направи овој чекор. Вистина е дека во 2005 година Македонија доби статус на кандидат за членство. Вистина е дека и покрај тоа, процесот продолжува да биде исполнет со предизвици, како што се реформите во правосудството, владеењето на правото и решавањето на историските спорови со Бугарија. Вистина е дека денес Македонија активно работи на усвојување на европското законодавство и стандарди. Вистина е дека земјата останува посветена на исполнување на критериумите за членство, верувајќи дека членството во Европската унија ќе донесе економски напредок, стабилност и подобар живот за нејзините граѓани. Вистина е дека седиштето на Европската унија за овие процеси се наоѓа во Брисел, каде што македонските представници учествуваат во редовните состаноци за евроинтеграцијата. Вистина е дека Македонија има своји дипломатски канцеларии во Брисел, кои работат на унапредување на комуникацијата и соработката со институциите на Европската унија. Каква улога играат реформите во законодавството и институциите за евроинтеграција? Институциите се важен сегмент, затоа е една од процесите реформи во јавната администрација. Таа треба да биде доста ефикасна, ефективна и да биде во пресред на граѓаните. Дигитализацијата исто така доста помага во тие процеси. Као поранешен експерт за државна реорганизација можам да кажам дека во 2021 направена една програма подпомогнато од делегацијата во склоп на јавната администрација, односно за Министерството за информатичко општество и администрација, и така да целиме кон тој пат за професионална администрација. Што мислиш, дали се подобруваме, дали има меѓутоа граѓаните, тука треба да се напомене граѓанскиот активизам. Граѓаните мора да ги притискаат институциите преку представки за неспроведување и тоа да биде заеднички успех. Значи, граѓаните и институциите кон членство за Европска унија. Кои се главните предизвици со кои што Македонија се среќава на патот кон Европската унија? Најнапред имавме несреќна околност, тоа беше Брекзитот, потоа се случи француското вето, па делот со Грција, со Бугарија. Меѓутоа и во самата Европска унија постојат две тела, Корепер 1 и Корепер 2, за порамнување на разликите и на проблемите. Тука представува еден патоказ кој што Македонија мора да се вклучи кон него, а тоа се експертите и младите лица да се вклучат директно во процесот, како да се изнајде решението, меѓутоа и лобирањето кон Европската унија. Како членството во Европската унија може да предонесе за економскиот развој на Македонија конкретно и на останатите земји од Западен Балкан? Европската унија првично со Маршаловиот план било и целта за да се разменат економските добри и услуги и да се зголемат. Токму најнапред почнале со ФАРЕ програмата, со ИПА 1, 2 и 3. Тие даваат големи финансиски, значи средства околу 700 милиони. Потребна е капацитет и подготвеност на кадрите во Македонија, бидејќи со останувањето на членството, дури и со отворањето на првите кластери, овие финансиски инструменти кои што ги додава Европската унија преминуваат во структурни фондови, тие се многу поголеми милиарди евра кои што мора да ги искористи македонската економија. Како евроинтеграциите влијаат конкретно на младата популација од Македонија и од Западен Балкан? За жал, голем дел од младите во последниот период, па и сега се уште се иселуваат и токму евроинтеграциите се, како да кажам, единствената надеж, бидејќи младите се иднината. За среќа Еразмус агенцијата овозможува испраќање на млади кадри во странство да студираат, но потоа тие истите да се вратат за го подобрат македонското општество, македонските институции, едноставно да се инкорпорираат во системот. Бидејќи најчесто младите заминуваат во држави кои што се во Европска унија, дали сметаш дека влезот на Македонија во Европска унија ќе направи ќе се го спречи одливот на Не, значи движењето на луѓето тоа е првична слобода. Луѓето може да се движат каде сакаат, кога сакаат, токму затоа и шенгенскиот влез младите додат да видат и по собствен избор да отидат. Меѓутоа многумина не знаат дека повлегувањето на силата во Европската унија, секоја држава членка има посебно вето за да можете да работите таму кон одредена земја. Во случајот со Бугарија и Романија, Велика Британија на 2 пати по 2 години им стави забрана. Така да тие имаат одредени механизми. Меѓутоа,
Главната цел е европските стандарди се направат во државата, за младите самостојно да се одлучат за да останат во државата, а не вие преку механизми да ги спречувате да одат. Правото на избор, но доколку дома си е дома, роднини, пријатели, тогаш младите би останале во сопствената земја. А дали сметаш дека младите се доволно информирани за што значи влез во ЕУ? За жал не, бидејќи образовниот процес единствено по социологија или граѓанско образование има неколку теми и кои што се обработуваат и генерално тоа е тоа. За среќа од 2009 година, као втора генерација на филозофскиот факултет, професорот Мирча воедно ги промовираше евроинтегративните процеси и имаше постдипломски студии и на економскиот, на правниот, сега веќе се на повеќе нивоа. Едноставно за овој процес треба повеќе да се дебатира во медиумите и младите да можат директно да се вклучат, бидејќи искористувањето на европските средства најмногу се врши преку проекти, но секако и вклученоста на граѓанскиот сектор, односно невладините организации. А единствено нешто за да не одат во странство или да немаат некоја лоша работа, токму се граѓанските организации, каде би можеле младите да учествуваат како проектни асистенти, проектни координатори и да дадат и директен инпут во целокупниот процес. А какви се ставовите на младите за реформите поврзани со влезот во Европската унија? За жал, младите повеќе се насочени кон туризмот, визер, IT индустријата, меѓутоа има големи капацитети, особено за стартапи, како што беше Фондот за иновации и технолошки развој, стартапи, например, конкретно кој што ги нуди Агенцијата за вработување за невработени лица, да може да се преструктурираат, додат во IT правецот, односно преку курсеви како СЕМОС или одредени за 6 месеци да се стекнат со одредено искуство и да може да се најдат онлайн ремоут работа. Се тоа е исто така подпомогнато од европските фондови. Да се вратиме на земјите од Западен Балкан и како евроинтеграциите влијаат врз меѓусебните односи на земјите од Западен Балкан? По истиот принцип као Западен Балкан, односно и отворен Балкан, беше и Вишеградската група, односно В4, пред да влезат во Европската унија, Унгарија, Полска, Словачка, тие заедно се здружија и своите капацитети и економски ги здружија и заедно посилни пристапија. Токму одредените проблеми со кои што се соочуваат земјите од Западен Балкан, треба заедно да ги вмрежат и заедно да ги придобијат и структурните фондови и заедно да го брзаат целиот процес. Евроактив ми се чини дека 2025 имаше насочено као можност, ова беше од пред 8 години, со тоа темпо кој што ги спроведува реформите Црна Гора и Македонија, за 2025 да може да ги затворат сите поглавја. Но за жал некогаш не е секако што се планира. Кои се разликите во напредокот на земјите од Западен Балкан, кои се сличи на нас, но се во Европска унија, за разлика од ние што не сме срещи? Така, па како што напоменав и предходно, Црна Гора, Србија веќе имаат отпочнато да отварат поглавја, односно со новата француска методологија тоа се кластери, повеќе поглавја влезени во кластери. Меѓутоа таму многу поспоро работите, за разлика од кај нас, граѓанскиот сектор е доста пораздвижен. Можам да ги напоменам као 3 водечки организации, Европското движење доста помага во целокупниот процес, Евротинк као think tank организација и Институтот за европски политики. Тие преку партнерски проекти, меѓутоа регионално, заедно со земјите од Западен Балкан, ги зближуваат и младите, и граѓанските организации, и економијата и помагаат во целокупниот процес на раздвижување. Каква е улогата на Европската унија во решавање на конфликтите помеѓу? Па за жал морам да признам тука не се толку добри менаџери како што се Соединетите американски држави, меѓутоа имаат две тела, Корепер 1 и Корепер 2, се обидуваат да ги разрешат, меѓутоа не е толку проблемот во капацитетот, колку што се актуелните случувања, војната во Украина, војната на Блискиот Исток, те имаат повеќе програми Балкан Медитеран и заедно со останатите земји од арапскиот свет. Главен проблем според мене беше Брекзитот, бидејќи беше делот за софинансирањето. По излегувањето на Велика Британија,
тој гап од неколку милиарди мора да го финансираат Франција и Германија, и додека не се средат тие процеси, затоа беше сопрено и проширувањето на Западен Балкан и на останатите земји. Сведоци сме дека има многу конфликти помеѓу младите од Западен Балкан поради политиката. Како помагаат невладините како Еразмус за Еразмус плюс е клучно, ја конкретно бев тим лидер во Атина од пред 8 години и имаше размена на млади лица од Македонија, од Грција, од Латвија, од Словенија. Токму овие размени овозможуваат запознавање на младите без политички спреги, конкретно запознавање на нивните активности, нивните држави, представување на македонската култура. Многумина беа изненадени бидејќи никогаш не биле во Македонија. Потоа следниот пат им беше да дојдат тука. И токму преку такво градење на мостови, односно поддржани од Еразмус плюс програмата, е клучително бидејќи младите се еднината и тие доколку стварат повеќе пријателства, доколку шират пријателства, во иднина тие заедно ќе соработуваат. Дали има во тие проекти, дали си бил некогаш сведок на конфликти поради политика, спорови? Токму целта на тие вежби, тие се составени од повеќе околу 7 дена. Дел од експертите намерно ги прават тие симулации, например одредените стереотипи и дискриминации, одредените учесници од друга држава да се заменат со другите, за да видат како им е на нив фактички со таа стигма, со таа дискриминација. И потоа кога се помине низ целиот тој процес, едноставно се менуваат и гледиштата и ставовите. Дали доволно млади се запишуваат на тие? Дали има доволно млади што одат на размени? Токму така, одлично прашање. Во изминатиот период имав повеќе наврати учество во средни училишта да им се објаснат овие процеси како може да се запишат. Порано имаше Еразмус плюс, беше раздвоен на Лудвиг, на Да Винчи, на Коменикус, твининг проекти и размена на професори, сега се е под Еразмус плюс програмата. И интересно е бидејќи младите не беа воопшто запознаени во средните училишта, а главниот предуслов е да имаат запишано прва година на факултет и потоа тие да може да си најдат одреден, доколку сакаат во Сорбона, доколку сакаат во Берлин или каде и да е во Европската Унија, аплицираат и Еразмус плюс, односно ние имаме Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, која што одлично се врши работата и досега има испратено многу учесници и многу студенти надвор да студираат и тие потоа се обврзани да се вратат во државата и да допринесат за општеството. Колку младите се запознаени со ова? Дали само во средните училишта имате вакви? И во средните училишта има доста професори, доста студенти. Со текот на времето имавме одредени проблеми во искористување на средствата, одредени малверзации. Тука Европската Унија, бидејќи дава големи финансиски средства, прави и ревизии. Дел, јас кога бев студент за постдипломски, таа беше стопирана поради одредени малверзации. Меѓутоа, можам да кажам дека успешно од 3 милиони евра за 2021 до сега 2024 зголемен е буџетот од Европска Унија на 6 милиони евра за македонските студенти да можат да студираат во странство. Колку тие се запознаваат со евроинтеграцијските процеси преку Еразмус програмите? Те имаат право фактички да го живеат европскиот сон, бидејќи до 12 месеци им се финансирани студиите во тој универзитет каде што ќе бидат прифатени, дали во Холандија, дали во Ирска, дали во Шпанија. И тука морам да напоменам дека во претходните години околу 400.000 стипендии, над 300.000 студенти од цела Европа ја избираат токму Шпанија како одредена дестинација. Исто така има и европски студенти кои што доаѓаат да студираат во Македонија, токму преку Еразмус плюс. Што мислиш, зошто баш Шпанија? Дали ја избираат поради најверојатно местото, лето или поради некои придобивки што тие се млади, сакаат да шетаат, да уживаат, меѓутоа храната, опкружувањето, цената, се тоа си има главна улога. Дали членството во Европската Унија ќе придонесе за намалување на невработеноста? Да,
токму во делот на копенхашките критериуми, покрај добрососедски односи и слични работи, имате колку мора да биде невработеноста, колку мора да биде задолженоста, и токму затоа е помошта Европската унија не ви остава сами низ патот, него како што напоменав конкретните 2007-2013, имавме искористено 700 милиони евра. Наредната транша ИПА-3 се уште повеќе, доколку се отпочнат преговорите, се отвараат кластерите, можете да дојдете пристап до структурните фондови. Јас секогаш велев како близнак на Македонија е Словенија, 2 милиони жители, територијата исто, но Словенија има исклучителна искористеност од овие фондови, има доста развиено туризмот, особено бањите, и таа привлекува преку туризмот милиарди на евра. Така да некогаш може само да се огледаме на Словенија, а воедно да побараме искуство од незе во искористеноста на овие фондови. Дали младите кај нас чувствуваат дека имаат глас во процесот на интеграцијата и колку е слушнат нивниот глас? За жал, тука е најслабата. Младите треба да поработат малце на граѓанскиот активизам, да се здружат, особено студентските форуми, студентскиот парламент, средношколските форуми. Те мора да бидат проактивни, па дури да формираат, кој има наполнето 18 години, да формираат политичка партија и безусловно да им доставуваат листи на барања на политичарите. Доколку нема да воопшто да гласат или ќе гласат да едноставно самите да се направат поголем фактор. А што мислиш, која е главната желба, главната причина што младите се заинтересирани за влез во Европската унија со нивното знаење, со знаењето на еден просечен млад човек за што значи членството во Европска унија? За жал, како што реков, многу од медиумите имаат други тематики, младите се незаинтересирани, бидејќи целокупниот процес е премногу долг, како што напоменавте, од 2005-та, сега сме речиси 2025-та, предолго. И младите едноставно се наоѓаат некоја посебна вакуум зона и ги интересира визер дестинациите, делот за Еразмус, гледат помала линија на отпор, што едноставно до некаде тоа е и така. Меѓутоа, тие исто така треба да се вклучат во целиот процес и да поставуваат барања, како што е почист воздух, дрвореди, тоа се нонсенс, мора. И преку реализирање на протести да се здружуваат и едноставно да ги доставуваат барањата, да нема компромис за нив, бидејќи се огромен број, огромна популација во државата. Само на таков начин има млади кои што се навистина внесени во темата и сакаат да учествуваат директно, дали само иницијативно и со протести може тоа да го... За жал, кај нас само иницијативно е поспоро, меѓутоа пример кој што ми дава надеж е Зелен хуман град, значи без никакви финансиски средства на последните избори излегоа за почист град и успеаат да освојат 50.000 гласови, што не е мала бројка, и добијат 2 советници во градот Скопје. Така да граѓанскиот сектор им е одскочна даска да се здружат и веќе постоечките кои што работат, има Национален младински совет и останати здруженија, едноставно да се ги канализираат своите барања, исто како што синдикатите ги доставуваат или пензионерите за поголеми плати. За разлика од нив, младите, например, 8 бесплатен превоз ништо не добиваат. Би требало да добиваат барем еднаш гратис кино или одредени бенефиции кои што може да ги остваруваат. Вистина е дека Европската унија е формирана на 1 ноември 1993 година со договорот од Мастрихт. Вистина е дека нејзината основна цел е да промовира економска, политичка и социјална интеграција меѓу државите членки. Вистина е дека денес Европската унија ја сочинуваат 27 земји членки кои заеднички работат на унапредување на мирот, стабилноста и економскиот раст. Вистина е дека организацијата им овозможува на своите членки слободно движење на луѓе, стоки, услуги и капитал, што е познато како единствен пазар. Вистина е дека Европската унија има значајна улога во заштитата на човековите права, екологијата и промовирањето на одржлив развој. Вистина е дека таа исто така се грижи за зајакнување на демократијата и владењето на правото во Европа и пошироко. Вистина е дека соработката во рамките на Европската унија има донесено бројни придобивки за нејзините граѓани, како заедничка валута, еврото, кое го користат 20 земји, и програми како Еразмус, што поддржува размена на студенти. Вистина е дека и покрај различните предизвици, Европската унија продолжува да биде клучен пример за регионална соработка и единство.
Вистина е дека земјите членки на Европската Унија се обединети од заедничките цели за економски напредок и стабилност. Вистина е дека сегашните 27 земји членки се Франција, Германија, Италија, Шпанија, Полска, Холандија, Шведска, Австрија, Грција, Чешка, Португалија, Белгија, Унгарија, Данска, Финска, Ирска, Бугарија, Романија, Хрватска, Литванија, Латвија, Естонија, Словачка, Словенија, Малта, Кипар и Луксембург. Вистина е дека секоја земја членка има свои задачи и обврски во рамките на Европската Унија. Например, Германија и Франција често играат водечка улога во носењето на политички одлуки, бидејќи се меѓу најголемите економии. Вистина е дека земји како Полска и Унгарија се значајни за одржување на рамнотежата меѓу Источна и Западна Европа. Вистина е дека помалите земји, како Малта и Кипар, активно придонесуваат во области како што се морската безбедност и управувањето со границите. Вистина е дека Литванија, Латвија и Естонија работат на зајакнување на одбраната и стабилноста во регионот на Балтикот, што е особено важно во контекст на геополитичките предизвици. Вистина е дека јужните земји членки, како Шпанија, Грција и Италија, се фокусирани на прашања поврзани со миграцијата и одржливиот развој на медитеранскиот регион. Вистина е дека тие соработуваат заедно со другите членки за споделување на одговорностите за бегалците и мигрантите. Вистина е дека секоја земја членка има право да предлага и гласа за законодавни иницијативи во рамките на Европскиот парламент. Вистина е дека тие заеднички работат на решавање на глобалните предизвици, како што се климатските промени, дигиталната трансформација и заштитата на европските вредности. Вистина е дека седиштето на Европската Унија се наоѓа во Брисел, Белгија, каде што се одвиваат најважните политички и административни активности. Вистина е дека покрај Брисел, Европската Унија има значајни канцеларии и институции во Страсбур, Франција, каде заседава Европскиот парламент, и во Луксембург, каде се наоѓа Европскиот суд на правдата. Вистина е дека овие градови представуваат символи на европската интеграција и соработка. Што мисли за времето потребно за членство на Европската Унија? Сега во нашиот случај се одолжи. Уште колку од прилика би ни требало и дали ова е веќе предолго? Како што тоа е предолго, меѓутоа сплет на околности и нас не обструираат и одредени политики и трети центри, меѓутоа колку што може да видите политичката сцена и во Германија и во Франција е турбулентна, така да на нас некако се ни се погодуваат тие работи. Ние пред се треба за нас да се ги направиме реформите и да го брзаме целиот процес. Доколку ние ги направиме, ќе нема и од другата страна за што да се фатат. Дали сметаш дека Европската Унија доволно ги поддржува земјите од Западен Балкан? До сега ги поддржуваше преку ИПА програмите, со Отворен Балкан успеавме да се скратат, да се отворат по една точка на граничните премини и целиот процес да се забрза. Една од предностите и роумингот кој што е укинат за земјите од Западен Балкан. И сами по себе државите сваќаат дека здружено може да извлечат повеќе средства за поголеми капитални проекти. Така да новите транши од Европската Унија кон земјите од Западен Балкан е значително зголемен. За крај, дали имаш некоја порака за младите, како да се слушне повеќе нивниот глас? Едноставно здружено, граѓанскиот сектор е секогаш отворен за вас и секогаш треба да обстојувате. Исто граѓанскиот активизам треба да биде на малце поголемо ниво. Имате право на представка, тука морам да ги критикувам институциите кои што не го почитуваат Законот за општа управна постапка, ги терат граѓаните да одат во архива. Едноставно може се преку еден мејл представка да пратат и во рок од 14 дена секоја институција е должна да им одговори на барањата на младите. Ти благодарам за гостувањето. Вистината. Ја дознавме вистината за влијанието на Европската Унија врз животот на младите, а со повеќе интересни факти се гледаме во наредното издание на Вистина е.